Венера влегува во куќата на Меркур. Шо прат во куќата на Меркур, еве не знам. Да не испадни шпекулација ова, она стварно не знам. Шо не си сеи дома во својата куќа не разбира. Сонцето влегува во Сатурн. Ако се мислеше кај ти е сонцето, очигледно влегувало во Сатурн. Месечината ти е месечина, кодукаджу. Уствари има една појака. Само си ти месечина, ова небо што ме покрива. Сите звезди ти се топ, да ти љубим хороскоп. Вервате во хороскопи? Дури ми е шубе да зборам на темата, онака ме ади треба некој. Можно колку луѓе има навлечени на ова вече. И нешто верват, море се борат за хороскопо како нивни, како дете нивно да. Не дај Боже рече нешто не вервам ова она. А зошто не верваш? Не те молам образложи ми. Тие се многу open-minded, ме сваќаш? Не се отворени во умот, тие open-minded. И не знам дали имате приметено, а сите луѓе што верват во тие работи, што ептен живеат за тие работи, што дури проповедат да не рече, стално нешто филозофски сакат да се објаснат, да се покажат, дека тие се знаат, тие поќе знаат од цел свет. Пример, збораш, ти ќе кажеш нешто и ќе слушниш од другата страна ќе ти се сврти. А зошто така размислуваш? Ти така сакам да размислувам. Еве така ми дојде сега. Кој уствари уопште ти кажа дека размислувам? Лере мозоко, не размислувам, зборам ја. Ма не брат, не е битно ти шо како се осеќаш што размислуваш. Тие ќе ти кажат како треба ти да размислуваш. Оти нив чакрите му се отворени многу, ме сваќаш? Толку му се отворени чакрите и толку се надвор од себе си, едно со универзумот, што твојот нормален мозок то не може ни да го свати, ме сваќаш? Не може ни да почне да размислува, го сваќа. Ето, толку се тие над сите, ме сваќаш. Не знам дали ме сваќаш, ама ако ме сваќаш, сваќај ме сваќаш. И изгорен сум да ви кажам право колку ги сакам, така го седниме вака во друштво и го се најде некоја личност се што знае. Се правите пример некој рандом муаве, ти му кажуваш некој искуство што ти си го имал, си го видел со своји очи, си го слушнал со своји уши, си го почувствувал, значи си бил тука во моментот. Та ти се врти ти вели не, тоа не е така. И за ти му објаснуваш шо како та ти вели не е така. Тоа е бидејќи Јупитер е у втора куќа, а Сонцето иде од Марс у Венера. И значи универзумот ти кажу, и тука ако си малце како мене ги прекинува. Чекај. Речи Јупитер во втората куќа? Доро колку куќи има тој Јупитер да му се сневи? Шо било то луксузи, луѓето немат леп да куќи еден тони. А Сонцето шо вара од Марс кај Венера? Шо ја вара Венера со Марс или обратно, не разбира. Жена швалерка ситуација како е? И за од такви моменти имаш луѓе што ќе се навредат и ќе почнат тука одма те вреѓат како твојата интелигенција не е на нивно ниво и не можеш ти да ги разбери. А има луѓе што сериозно да сваќат и продолжуваат да објаснуваат. Пошто не е можно ти саркастичен да си или нешто, ме сваќа. Или на крајот на денот можеш да му речиш: "Кој ве праша бе брат? Кој те праша?" Значи ако постои група на луѓе што без никој да ги праша земат и објаснуваат и ги трујат луѓето со глупости, тие се тие. Сада не се сватиме погрешно пред да почнат да летат куршуми, стрели, камења и такви работи. Значи постојат луѓе професионалци што си работата како што треба. Постојат астролози, постојат луѓе што се занимаваат со такви работи. Исто така астрологијата и сите тие работи не се мајта пост. Астрологијата е вистинска работа, окей. Сите тие звезди со звездија шо како во ред. Луѓето ги проучували и ги толкували уште од антички времиња и тоа е супер. Дека може да има некакви карактерни поврзаности со луѓето што се раѓаат во тие месеци така натаму, може. Да сум писмен на таа тема, не. Значи може да има некоја поврзаност, не викам арно, ама дека ќе чекам јас некој таму да ми напиши во хороскоп каков ќе ми биде дено и дека ќе се водам по тоа. Значи не ќам да вреѓам, ама ако се водиш по тоа што ти пиши во весникот на хороскоп или онлайн негде, тогаш батуле ти треба работа. Тоа значи дека имаш премногу слободно време и дека немаш да правиш со живот и земаш читаш глупости, за да си најдиш оправдание оти си ваков денес. Значи рачунај, тоа е еден хороскоп, еден пасус напишан и важи за сите луѓе во светот од твојот знак. Шо викаш сите изден ќе имате? Дали мислиш дека уопште двајца, било кој двајца од вас на светот ќе ги имате истите тие работи? И не знам дали имате приметено, обично во такви моменти се пишат ствари со кои можат поќе луѓе да се пронајдат. За може да речиш, да, можно е ова, да, можно е. Да не речеме маркетинг трик за да го купиш вестникот или да прочиташ статијата или да го кликниш линкот. Исто како што ја сакате ВТВ во поштенското сандаче. И да се разберим, и најголема глупост да е на свет и да е нешто што е најнеточно на светот. Некогаш нешто
нешто ќе ти трефни, ќе ти погоди. Оти расипан сате 2 пати дено точе. Ама то не значи дека ти треба секој ден да проверваш дневен хороскоп и денес денот ќе ми биде лош. Ќе ти биде лош оти до умо е. Оти ти го читаш ова па го манифестираш после сам несвесно. Нема ти биде лош оти ти погоди хороскоп. Ќе ти биде лош оти не се храниш како што треба да се храниш. Не работиш што треба го работиш, не вежбаш, не водиш сметка за одредени ствари. Или може ќе ти биде лош пошто имаш одредени лоши навики. Може да имаш трауми од некојаш, може да шо и да е. Ама сигурно не е оти на дневен хороскоп ти пише. Пошто ако се годеа сите добри работи што ти пиши на хороскопот, досад ќе беше на многу поубаво место. Арно, ама еве сме тука, сме мене ме гледаш, јас тебе ти зборам, што да правиме, тоа е живо. Сега како секое правило, така и ова има исклучоци, фала Богу. Значи не се сите такви како што ги наброја. Има некои луѓе што едноставно рекреативно си се занимаваат со. Исто ко на кафе што си гледат комшивки. Ќе си седнат, ќе си направат натални карти, ќе си прават муавет, какара кикири, друштвено онака лаба. Тоа го почитува. Значи ако ви е мера како ви убаво прајте си го меѓу себе, ако ти побара некој направи му натална карта, направи му го филм. Тоа е супер. Ама овие никој што не ги прави, што се мешат во се живо, со нивната продуховеност, ако можам да речам. Уствари тоа не е духовно, тоа е универзум. Со нивната проуниверзумост, универзумска, со нивната работа. Се молат ако може да му продават пувки на некој што сака да ги слуша. Мисля, мене ако ме најдовте. Ако може, ако не може, не може тоа. Како сме преживеале досад, ќе преживееме, не е проблем. Дека спомнав духовно. Ние викаме чедо Божјо, како викате вие, чедо универзумско. О, ти чедо на универзумот. Не дека сите сме дел од универзумот, нема врска. Да не навлегваме таму во длабокото, ти многу ќе почнат луѓето. Ау, ќе прави. Иначе разбирам. Порано во некои антички времиња. Античка Македонија муце. Уште пред Филип наш да ги освои комшите. Луѓето немале што да прават толку многу, немале технологија, немале кај да прочита хороскоп и такви работи, ги гледале звездите пошто чисто било време. Не сме чаделе толку го сега што али ај то друга тема е да не навлегвам таму, тептен пепел ја се направи. Ке почнат одма активисти да ме барат, контраактивисти да ме замарат. Значи чисти неба се гледале звездите и луѓето се ориентирале по нив, пробвале да ги толкуваат колку што можеле да ги видат. За пример ке се родиш ти во одреден месец и ова е тогаш и тогаш роден и многу емотивен. Другиот ке се роди тврдоглав во некој друг месец, ќе се роди уште некој тврдоглав во тој месец, значи овие што се раѓаат сега се тврдоглав. Ке се родиш февруари Водолие. Јас никогаш не разбрав што е работата, бе брат. Ме праша некој што си во хороскоп. Викам Водолија, одма имаш, значи одма. Бегај, шо ви грешивме толку, море човек, шо? Јас пример дупла Водолија. И знак и подзнак. Така ми имат кажано, не знам. Загрижени души што сакале да ми ги прочитат звездите. Уште не знам шо сум во месечина. А на крајот на денот не е битно. Битно е дали си воспитан или си човек. Оти јас лично не познавам ни една друга Водолија ко мен. А машала познавам многу Водоли. Зато не значи дека јас поарен од другите Водоли или нешто, сакам да кажам дека како мене лично, дали било то за добро или за лошо, друга Водолија не познам. Или што би рекле браќа Срби, ваква будала се још ни е родил. Така некако беше. Демек Водолите нешто немале многу чувства. Волци самотници биле. Сад душа еве го волко. Ама врска немате, јас да ви кажам. За одма ќе се најди некој паметен да ми каже дека не зависи у која куќа како звездите, месечината, сунцето. Така е ти, покемон. Хороскопот не те прави добар или лош човек или безчувствителен или не знам како. Може да има некои генерални карактеристики, јас не викам не. Ама дали си човек или не си човек, крајот на ден одлучуваш ти. Нормално тука има влијание од кој те воспитва, кај си растен, шо си растен, како и така натаму. Ама на крајот на ден, дали ќе бидиш добро човечко суштество или не, тоа е твоја борба, бе брат, не е борба на хороскоп. Али добро, јас знам дека џабе верглав. Вие пак ќе си терате како што си теравте досега. Ама ако големи сте, вие си знаете ако ви убаво да си терат. И доста е за денес, се уморив од многу аналитики, од многу ороскопи. И искрено се надевам дека ова епизода ќе видат шо поќе луѓе засегнати од приказната за следниот пат без да ги праша никој да не му кажват на луѓето во која куќа е Меркур. Фала ви на вниманието и имајте убав ден.